Цените на вештачките ѓубрива се во пораст, државата веќе почна да ги проверува возниците. Министерствата за земјоделство и економија прават скрининг за да утврдат по која цена е увезена стоката и колкави маржи се ставени. Министерот Цветан Трипуновски најави дека утре ќе имаат состанок со увозниците, каде ќе се разгледаат податоците од терен. Врз основа на тоа се очекува да се донесат конкретни мерки за да се спречи ценовниот шок. Веќе се прави еден скрининг на увозниците на вештачки ѓубриво во делот на тоа по која цена се увезени, колкава е маржата која што имаат употребено во делот на продажбата. Веќе во текот на утрешниот ден е закажан состанок со увозниците на вештачки ѓубрива во нашата држава, во Министерството за земјоделство, на кој што ќе присуствуваат и представници од Министерството за економија, да се огледаме сондажата од теренот кој што е пристигнато од пазарниот инспекторат и према тие параметри кои што ќе бидат внатре на еден заеднички состанок ќе донесеме можеби некои конкретни мерки како ќе се делува во делот на евентуално превенирање на ценовен шок во делот на употребата на вештачките ѓубрива. На прашањето дали сточарите ги добија сите субвенции, Трипуновски со одговор дека во делот на исплатата на субвенциите секогаш има дополнителни контроли во делот на тоа што значи исправност на самите апликации. Видете, во делот на исплатата на субвенциите секогаш има одредена категорија која што се прават дополнителни контроли во делот на она што значи проверка на исправноста на самите апликации. Субвенциите кои што досега се исплатени се преку 35 милиони евра за повеќе земјоделски категории, така ќе продолжи во наредниот период. Повторувам, оние кои што биле во дополнителна контрола по завршување на самиот процес, ако е исправна апликацијата, ако контролата е во ред, нормално се иде да исплати на тие земјоделци. Инаку по утрешниот состанок ќе се знае кои се конкретните мерки и како ќе се делува во делот на евентуалното превенирање на ценовниот шок со вештачките ѓубрива.